вчерашни новости, пета сезона, ќе има? Да, ќе има пета сезона. После 120 снимени епизоди продолжуваме со петата сезона. Првата епизода од петата сезона ќе почне сега у недела на 27 октомври, 19:30 часот на Канал 5, како и минатата сезона. Останувате на стариот проверен рецепт или ќе има промени? Биди, проверен рецепт е традиција кај нас, така да сега малце ќе измешаме покрај тоа што ќе идат оној класичен формат на вести. Ќе имаме еден новитет што оваа редакцијата што ја имавме пред тоа, ќе се обидеме малце да ја разработиме, да дзирнеме под хаубата на вчерашни практично моторот, да видиме како е, да се запознаеме со тие карактери што практично се ќе учествуваат во вестите, да видиме што им се случува приватно, како припаѓаат, какви проблеми имаат, како се прават вестите, така да ќе се обидеме да внесеме еден новитет. Тоа е прилike пред вестите ќе има некои десетина минути играна програма, кај што ќе се обидеме да доловиме многу работи кои што гледачите се надевам ќе им се допадне. Секоја сезона се навикнуваме да има нови ликови. Дали ќе има нови ликови и оваа сезона? Па добро, ако сте навикнати, ќе треба да се одвикнете малце. Нови ликови ќе има, ние да речеме сезоната и ќе почне со аудиција. Практично цело време ќе имаме отворена аудиција за нови ликови вчерашни. Тоа ќе биде еден сегмент од емисијата, но за жал заради буџетски отежнување, односно лимитираниот буџет, не можевме сите ликови да ги вклучиме повторно, така да од ликовите што ќе се појавуваат малце поише ќе бидат позастапени. Така да нема да ги гледате истите ликови, ќе има некои старо нови, ќе има нови, ќе видите во текот на емисијата. У секој случај корот на тимот е мање више тој. Ќе ни откриете ли дел од темите што ќе ги обработувате во оваа сезона? Дали повторно ќе има онаа позната критика кон општеството, власта? Па реално мислам дека да, темите ќе бидат овие што и класичните вести ги обработуваат, односно секојдневието со кое што сме сите обкружени. Со самото тоа што нашата емисија е практично на некој начин вестите у огледало обратно прикажани, све што ќе биде застапено, сите проблеми од секојдневното живење ќе бидат третирани и тука. Особен фокус ќе имаме на корупција и тој дел од општеството, пошто тоа ни е, да речем, некоја рана која што одамна ни се гледа. Меѓутоа сите теми ќе бидат застапени и нема да штедиме никого. Секако одговорни секогаш за состојбите се луѓето од власта, луѓето што се одговорни за политиките што ги креираат, но и опозицијата, секојдневното живење практично. Сите се во фокусот. Ни откривте дека ќе има посветен дел на редакција, односно на новинарството во вчерашни. Дали тоа значи дека ќе се борите и против тоа како особено во последно време се создаваат вестите, за лажните вести, дезинформации? Видете сега, да речеме дека ние ќе се бориме, меѓутоа ние сме мал сегмент. Ние барем се декларираме дека сме лажни вести и не знам, практично треба сами против себе да се бориме. Но секако тоа е еден од фокусите кои што ќе ги обработуваме. Омилен лик ни е Душан Петровски, дечкото кој го глуми Менде Гибнатио и Алфа од Алфа и Буби. Ќе го гледаме ли во следната епизода? Како да не го гледате, па Душан Петровски е носечки лик може да видите, он е носечки лик во серијата. Да бидете горди што ќе го гледате и со задоволство, оваа сезона он ќе биде еден од репортерите што ги играше, Менде Гибнатио, така да покрај ликовите што ќе ги толкува у оние играни делови, ќе има една значајна улога на еден репортер, кој што од битолско крајвари кариерата ја продолжил во Скопје и ќе биде многу горд со неговите стории што ќе ги работи. Да ги поздравам вашите гледачи и да им повторам дека у недела почнуваме со првата епизода на Канал 5 у 7:30. Нема проблем, повелете пак.